А на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински годинава го одбележува 60 годишниот јубилеј. Што ќе се понуди на публиката годинава? Па како и секоја година се обидуваме да имаме разновидна програма, а посебно во чест на јубилеот решив да направам неколку различни работи кои што сметам дека ќе бидат интересни не само за прилепчани, туку и за гостите што се надевам ќе дојдат од сите делови на Македонија. Пред се тоа изложбата која што е една хибридна изложба која што ја работиме по повод 60 години на фестивалот, публиката ќе има ретка можност да види материјали кои што се од историјата на фестивалот. Истовремено изложбата ќе биде подкрепена на некаков начин со перформанс што го прават студентите на Факултетот за драмски уметности по делови од драмите на Дејан Дуковски, годинешниот автор во Фокус. Бидејќи секоја година имаме автор во Фокус, за мене сметав дека е годинава најважно тоа да биде нашиот најизведуван и најпознат драмски автор, современ, трендовски, како што е Дејан Дуковски. Освен негова изложбата што ја споменувам, имам изложба на постери од неговите представи и изложба Прилеп во Фокус што ја почнавме минатата година, каде што даваме почит на прилепските театарски уметници кои што го создале Прилеп и кои што придонеле фестивалот да биде оваков како што е. Исто така ќе се случуваат разни активности на повеќе места низ градот. Многу ми се важни 3 главно дискусии или разговори би ги нарекла, поврзани со театарот и современото општество, кои што ќе се случуваат во 3 различни денови на различни локации низ Прилеп. Прилеп ќе биде жив, динамичен, значи освен продукцијата театарска, ќе разговараме за театарот преку разговорите на тркалезни маси, ќе промовираме театролошка литература и ќе имаме еден ден за авторот во Фокус. Го споменавте Дејан Дуковски, дека е автор во Фокус годинава. Зошто е избран токму Дејан и што значи неговото дело? Дејан е најизведуваниот македонски автор и најпреведуваниот македонски автор надвор од границите на Македонија. Значи Дејан, неговото представите работени по неговите драми бројат околу 150 изведби, кои што мора да признаеме дека толкава бројка не може да се пофали ниту еден автор. Втора важна работа зашто го исправ Дејан е затоа што од него почна еден современ тренд на постмодерниот театар, и Interface театар се вика, кој што тргна од кај нас и се раздви низ Европа, достигнувајќи свој максимум во британскиот театар. Дејан Дуковски истовремено е многу актуелен автор кој што говори за македонската традиција и за македонската култура низ еден современ препрочит, односно едно современо гледање на стварноста, и за тоа да го покажеме и докажеме ќе имаме прилика затоа што на затворањето на фестивалот во чест на наградените ќе ни гостува Белградско драмско позориште со представата Црно злато, односно праизведбата на последната драма што има напишано Дејан Дуковски. Колку представи ќе има годинава? Со што ќе се отвори, а со што ќе се затвори фестивалот? 9 представи во официјална конкуренција, 4 од независната продукција и ова представа за затворањето што ја спомена. Фестивалот ќе го отвориме на 5 јуни со изведбата на представата Мачки на глава од Драмски театар Скопје. Годинава концептот на фестивалот е храбар нов театар. Што значи тоа во однос на програмата? Значи, малку да излеземе од таа комфортна зона во која што сме. Некако, како со години да се навикнавме да ни е комотно во таа кутија во која што сами се сместуваме, и посебно затоа што се убедуваме дека знаеме некои работи. Всушност, мислам дека е човечки секогаш да излегуваме надвор од кутијата, да бидеме храбри, да го истражуваме театарот и пред се да бидеме храбри во однос на оние млади луѓе што доаѓаат, бидејќи јас сум од некоја средна генерација, сметам дека треба повеќе простор да се дава на младите луѓе, затоа што тие се секогаш покреативни, поинвентивни и се разбира похрабри. Годинава 4 уметници добиваат награда за животно дело, а за кого станува збор и зошто токму тие уметници беа избрани да бидат наградени? Собранието на фестивалот, што го сочинуваат сите директори на професионалните театри во Македонија и Факултетот за драмски уметности, по предлозите, бидејќи секогаш има предлози за наградите за животно дело, одлучи, бидејќи е јубилеј, да ги даде наградите за животно дело на 4 истакнати театарски уметници. Значи, пред се театарскиот актер Атила Клинчек, кој што долгогодишен беше директор на Турскиот театар, потоа познатиот режисер Сашо Миленковски, чии што режии придонесоа токму некои дури од драмите на Дејан Дуковски да станат популарни во македонскиот театар и да го премени концептот на театарската режија.
актерот Вебике Рими од албанскиот театар и сценографот и пред се основачот на театарот за деца и младинци Љубомир Чадиковски. Сметам дека имаме еден своевиден голем, важен јубилеј и поради тоа токму овие четворица луѓе ги добиваат наградите за животно дело. Освен представи во рамки на театарскиот фестивал, споменавте дека ќе се одржат и работилници и дискусии, каде ќе се одржуваат сите тие настани што се надвор од театарската сцена. Да, надвор, значи од сцената на Центарот за култура, бидејќи за жал само таа сцена ја имаме и ја користиме сега. Дел од активностите ќе бидат на отворено, значи пред се детската зона е под градскиот сад, секој ден од 10 часот наутро. Разговорите ќе бидат кај пријателите на фестивалот, тоа ќе биде објавено во однос на програмата. Јас од кога дојдов на овој фестивал, сакав да направам мрежа на соработници на фестивалот, така што поголем број на угостителски објекти, културни центри од Прилеп се вклучени во мрежата на пријатели на фестивалот. Музеот во движење, така наречен, односно ова изложба 60 години јубилеј ќе се случува повторно на 5 различни точки од предворието на стариот театар Војдан Чернодрински, местото музеот на иконите, градскиот сад, реклами простор познат и во дворот на Центарот за култура Марко Цепенко. Сметам дека на тој начин покажуваме дека Прилеп може да биде град театар и всушност публиката не само да гледа представи, туку да живее за театарот тие 8 дена во Прилеп. Колку Прилеп и прилепчани се спремни за фестивалот? Колку го почитуваат? Доаѓаат ли на представи? Да, се разбира, интересот е многу голем, постојано се коментира, се зборува продажбата на билети, изведбата, недостатокот на просторот, се разбира. Прилеп има долгогодишна традиција за гледање театар. Јас себе како прилепчанка тоа можам да го потврдам. 60 години јубилеј на еден фестивал докажува дека публиката го сака својот фестивал, дека доаѓа редовно на својот фестивал и дека ужива во тоа што фестивалот и го дава на таа публика. Ја споменавте и традицијата. Што значи фестивалот за Прилеп и Прилепскиот театар? Колку е важно да се чува традицијата? За мене е многу важно. Јас како човек и како професор што се занимава со историја и теорија на театар, традицијата е многу важна. Ние имаме со што да се гордееме. Нашата традиција театарска е долгогодична, долговековна, пред се е вткаена буквално во секој од нас што се занимава со театар и што го сака театарот. Прилеп, освен ова, да речем, институционална форма на театар, познава и разни вонинституционални кои што траеле со векови наназад. И сметам дека токму одлуката фестивалот да биде во Прилеп е одлична одлука, затоа што Прилеп има свој театарски, како да го наречам, потенцијал кој што се препознава многу. Традицијата е многу важна кога станува збор за театар, затоа што театарот е една уметност која што е миговна, која што живее само во моментот додека се изведува. Така што ако не ја почитуваме традицијата, ние ќе заборавиме кои сме и што сме. И затоа сметам дека е многу важно што е одржан фестивалот, што се одржува и ќе се одржува и понатаму, не само овие 60 години, затоа што секој од нас што малку придонел во овој фестивал, ја вложува својата љубов, посветеност и желбата фестивалот да живее. Со какви предизвици се соочивте додека се подготвувавте за фестивалот? Секоја година најголемиот предизвик е техничкиот, односно недостигот од сцени, недоволно современиот модел на сцена што го има Центарот за култура, така што тоа е најголемиот предизвик, како да се организираат изведбите на представите, како да се одржи фестивалот. Можеби бидејќи Прилеп нема театар во таа смисла во современ контекст и затоа е најтешката таа задача што има пред нас. Мислам дека другите работи се логични и тековни, не можам да ги наречам ниту проблеми, ниту предизвици, а бидејќи во подготовката на ова изложба што ја споменав и истражував низ документацијата на фестивалот, видов дека секој од нас, директорите на фестивалот, низ годините се соочувал со истите предизвици. Недостиг на средства, побарање на повеќе финансиски средства, дефинирање на просторот, соработниците и така натаму. Меѓутоа, кога станува збор за човечкиот фактор, односно за луѓето што се вклучени во организацијата на фестивалот, таму е се едноставно и лесно затоа што сите си ја сакаме работата што ја работиме. Прилеп веќе подолго време е без театар, споменавте и вие, некако се одолговлекува цела процедура. Еднаш беше најавено дека ќе се гради нова зграда, па потоа беше кажано дека ќе се реконструира старата зграда. Колку е важно Прилеп со еден фестивал театарски да има нов и современ театар?
многу. Прилеп е важно да има собствен современ театар, зграда во која што токму не само фестивалот на кој што ќе му годи да има таква зграда, туку и на прилепските театарски уметници да го имаат својот дом. Колку годинешната селекција на представи е огледало на времето во кое што сега живееме? Па мислам дека секоја селекција огледало на времето во кое што живееме, во контекст низ визурата, ајде да речеме низ перспективата на уметничкиот директор, односно на селекторот на програмата. Кога се креира програма, целта е пред се да се покаже она што е најдобро во Македонија, тоа е по статутот на фестивалот, а второ треба да се знае дека селекторот не може да создаде представа, може само да избере представи. Она што го гледаме на театарските сцени е и тоа е предизвик, не само со, ајде да речам, техничкиот потенцијал, туку пред се со креативниот потенцијал, и затоа сметам дека е многу важно да покажеме и што знаеме и на каков начин тоа го правиме. Живееме во ера на дигитални медиуми, социјални мрежи. Колку ова ново време влијае врз театарот? Доаѓаат ли младите на театар? Да, има влијание големо. Јас дури предавам еден предмет на факултет во повисоките степени, се вика театарот и новите медиуми, и секогаш ги истражуваме токму тие можности, како театарот се носи со новите медиуми. Видете, театарот е една од најстарите уметности. Постои ќе постои независно од медиумите што ќе се појават, затоа што на некаков начин си ги привлекува кон себе си тие медиуми, така што тие му служат на театарот во некоја смисла. Во однос на младите луѓе, јас од позицијата на некој што води фестивал многу внимавам на тоа. И се радувам пред се затоа што кога ќе видите, ја воведов програмата на волонтери на фестивалот и секоја година таа бројка станува се поголема и поголема. И тоа се млади луѓе, тоа се од повисоките класови на основното образование, средношколци и студенти. И кога ќе ги видите тие млади луѓе кои што со радост соработуваат, кои што едва и чекаат да почне фестивалот, се гледаме низ улиците на Прилеп и цело време викаме ајде да почнеме. Тие се редовни како публика, истражуваат театар. Ние 2 години редовно правевме и работилници едукативни за млада публика, така што мислам дека за Прилеп барем нема проблем младите луѓе да одат во театар. Што сакаат младите најмногу да гледаат во театар? Не знам, мислам дека тоа е многу лично прашање. Од оно што го следам се разбира дека поголемиот број на публиката сака да гледа комедии, меѓутоа мислам дека недостига, барем од разговорите што ги имам посебно со младите луѓе, недостига поинаков пристап во театарот. Сакаат да гледат нешто што е ново, невидено, некаков си експериментален пристап во театарот, дури можам да кажам авангарден, затоа што кога разговарам со тие млади луѓе, независно дали се тие од средношколските генерации или пак моите студенти на факултет, секогаш гледам дека трагаат по нешто ново. И сакам театарот во Македонија тоа да им го возможи да го имаат. Го споменавме новото време и дигиталните предизвици в ера на социјални мрежи. Тука би сакала да ве прашам, еве според вас како и професор, со какви предизвици се соочуваат актерите во новото време? Што им е најголем предизвик? Па мислам дека глобално е прашањето, поврзано со вештачката интелигенција, поврзано е со влијанието на медиумите врз основа на нивната изведба, и мислам дека најчесто за актерите тоа е предизвикот, што сега ќе биде актуелно, што сега еден актер ќе може да покаже и посочи во новото време. Меѓутоа за мене сметам, а тоа покажува искуството од претходниве неколку години, дека добрите актери одлично се снаоѓаат со новите медиуми и дека дури и знаат да ги искористат во сопствена корист. Чувствувате ли дека театарот е похрабар и послободен, да речеме, еве од пред 10 години од сега? Па мислам дека не, за жал. Мислам дека македонскиот театар, оне што јас сум го сведочела пред се, а после тоа и оне што сум го истражувала низ историјата, мислам дека храбрите години на македонскиот театар беа 90-тите години и почетокот на 2000-та година, токму појавата на Дејан Дуковски, Александар Поповски, да речеме, со неговите режии, доминацијата токму на тие млади луѓе кои што сакаа да го променат театарот и го променуваат, го правеа новото читање на тој театар, и државата, и културата, и театрите им го возможуваат тоа. Така што мислам дека тој период, барем за мене, сега не сакам да звучам ниту носталгично, ниту да бидам од оние во мое време што раскажуваат, меѓутоа сметам дека таа храброст што си имаше тогаш некако ја нема овие денови, а се надевам дека ќе ме демантираат
театарските уметници дека ќе покажат сопствени ставови во однос на тоа што се случува во театарот. Годинава покровител на фестивалот е претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, но колку општина Прилеп стои позади овој фестивал и колку го помага? Да, претседателката на државата оваа година на наше огромно задоволство реши да биде покровител на фестивалот. Нашиот финансиски најголем покровител е Министерството за култура и туризам, зашто сум благодарна, го препознаваат токму значењето на фестивалот и не поддржуваат секоја година. Се обидувам, нели, колку можам да придонесам и со помошта од општествено одговорните компании и градот Прилеп. Градот Прилеп е свесен дека фестивалот кога се случува настанува една голема убава промена во Прилеп и не поддржува, меѓутоа пак ќе кажам од позиција на некој што менаџира, секогаш поддршката би сакала да е малку повисока. Каде го гледате фестивалот во иднина? Би сакала фестивалот да го видам во нова зграда, значи во театар во кој што ќе можат да се носат секакви представи, да гостуваат. Би сакала да го видам со луѓе на кои што фестивалот им значи, со голем број на публика и пред се со нови имиња кои што од македонската драма кои што ќе господарат по таа театарска сцена. И за крај, која порака би ја упатиле до публиката неколку денови пред официјалниот старт на фестивалот Војдан Чернодрински? Повелете, дојдете да уживаме во 60-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Би сакала секогаш да знаете дека вратите на фестивалот се отворени. Ана Стојановска, јас ви благодарам за вашето одвоено време. Ви благодарам пред се на интересот што го покажувате за поддршката на нашиот фестивал.